Темата на денешниот прес е поврзана со мелничко-пекарската индустрија, зголемувањето на квалитетот на брашното и на пченицата од домашно производство се пред се со цел да се зголеми конкурентноста на мелничко-пекарската индустрија генерално. За таа цел ја ќе имам една кратка презентација за да ги представам тековите во оваа индустрија во изминатите 4 години, она што се случуваше, каде се движи мелничко-пекарската индустрија, што е преземено до сега во соработка со Министерството и Агенцијата за храна. Морам да ги потенцирам овие две институции со кои тесно соработуваме, и она што сметаме дека ќе произлезе допрва или веќе произлезе како предлог од наша страна, што ќе биде разгледано од страна повторно на овие две институции, а со цел да се подигне конкурентноста на домашното производство. Исто така би сакал да најавам дека ова е само увод за денешниот прес, иначе главната тема на пресот денес е представување на прва акредитирана лабораторија за испитување на пшеница и брашно во нашата земја и е во собственост на Кадино Industry Group, една од нашите најреномирани компании во мелничко-пекарската индустрија. Тука е денешниот нивен представник кој ќе направи презентација на лабораторијата, што тоа значи, што испитува, затоа што една од мерките која законски е донесена со цел подигање на квалитетот на домашното брашно и пченица, ја донесе Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и важи од 1.1.2015 година, е вградена во Законот за квалитет на земјоделски производи. Сега ќе идеме накратко со представување на состојбите во мелничката индустрија, за да подоцна преминеме кон презентирање на лабораторијата. За да се задоволат потребите на Македонија за брашно, според анализите на мелничката индустрија, на месечно ниво, некој просек изминатите 4 години, потребите изнесуваат околу 13.500 тони. Количината на брашно, ако ја калкулираме во пченица, она што се увезува на месечно ниво, изнесува 18.085 тони месечно. Значи, вкупно некаде преку 30.000 тони пченица на месечно ниво се потребите на Република Македонија. Според претходно анализираните потреби на брашно, кои ако ги претвориме во пченица, македонските мелници го покрива домашниот пазар со приближно 65% од сомерената пченица, додека остатокот од брашното се увезува, значи некаде околу 35%, најголемиот дел, скоро 30%, доаѓа од соседството. Според овие податоци, значи во Македонија, за жал, мелниците работат со намален капацитет, некаде 65%, а еден добар дел од нив веќе ги затворива своите погони. Од купните количини на пченица кои мелниците во Македонија ги преработуваат, 60% е увозна, додека 40% е пченица од домашно производство. Кога се во прашање проблемите со кои се соочуваат мелниците, ние ги групиравме во неколку точки. Најголема опасност за мелниците во Македонија е нивната неконкурентност, односно неможноста да конкурираат со цените на брашното од увоз, со што на еден начин се директно загрозени и земјоделците. Причина за тоа секако се непазарните цени на домашната пченица, но и нејзиниот квалитет. Впрочем, вие знаете, веќе подолго време се дискутира и тука, и во министерствата, па и средствата кои се даваат преку програма за рурален развој, субвенциите се на еден начин во насока на подигање на квалитетот, не само на приносот, туку пред се на квалитетот на домашната пченица. И за жал се случува она што е можеби најлошо за мелничко-пекарска индустрија, во одредени периоди во годината цената на увозната пченица се доближува многу блиску до цената на увезеното брашно, што практично дополнително создава проблеми на домашната мелничка индустрија. Ние направивме една анализа, ќе видите подоцна преку графикон, па имаме и други табели каде што се увоз-извоз, посебно по години, по квартали на брашно и на пшеница, со цел да се согледа поубаво ситуацијата. Како што може да видите, од 2011 година навамо, количината на увезено брашно практично е скоро 2 пати зголемена, од 29.900 веќе имаме ова
изминатата година 40.000 тони, додека увезена пшеница е некаде се стабилизира на околу 80.000 тони. Тоа е во принцип, значи, она што се годишни потреби на Република Македонија. Исклучок имаме 65.000 2013 година, која беше ослободена една количина од околу 20.000 тони, мислам, од Агенцијата за стокови резерви, што значи некаде просекот на увезена пшеница е околу 80.000 тони. Овде и на графиконот е представено она што претходно го кажав, значи овој пик е само она што се ослободива од Агенцијата за храна, од Агенцијата за стокови резерви, се извинам, и практично според горне наведените анализи и графикон точно се гледа во која насока води мелничката индустрија. Значи се повеќе се зголемува увозот на брашно, додека увозот на пшеница е натука на едно исто ниво. Што беше превземено во изминатиот период, морам да кажам дека добро соработуваме пред се со Агенција за храна, но и со Министерство за земјоделство. Имаме чести средби. Не секој пат се идилични средбите, значи некој пат имаме различити мислења, но на крај мислам дека успеваме да најдеме некое заедничко решение. И голем дел од предлозите кои произлегоа од комората и од групацијата кои беа дадени, беа прифатени. Значи, што беше превземено во изминатиот период? Тоа беше условниот увоз на брашнина пшеница во сооднос 4.1 и 3.1 во период од 3 години, воведување на контролните маркици за пуштање на брашно во промет од домашно производство и од увоз, и трето, правилникот за контрола на квалитет на брашно од домашно производство и од увоз. Што е резултат од овие мерки кои до сега беа донесени? Значи, со условниот увоз, резултатот е скапо купена домашна пшеница со доста понизок квалитет од увезената и неревалоризирана со профит преку брашното. Тоа е последица од неодржувањето, значи од она што беше кажано до оној момент кога беа укинати овие мерки, односно неодржување на време траењето на условниот увоз, со што нашето скапо и неконкурентно брашно му конкурира на ефтиното брашно од увоз, повторно нагласувам, пред се од земјите од суседството. Кога се во прашање маркичките за брашно, кои ние исто така ги побаравме, со воведување на контролните маркичи не се контролира рокот од 30 дена, колку што е законски предвидено, траење на маркичките, односно датумот на издавање, при увоз на брашно, што значи дека воведување на контролните маркичи како заштита на мелничарите е на еден начин безпредметно. И во однос на третата мерка која беше преземена, која беше донесена, правилникот за квалитет на контрола на брашно, пуштена во промет или брашно од увоз, не се спроведува, односно везеното брашно не се пушта во промет без да се провери во акредитирана лабораторија, односно во единствената кај нас акредитирана лабораторија која имаме. Значи, ова се анализи кои ние ги направивме и одевме по квартали. Имаме бројки и за 4 месеци. Значи, од 2015 година ставивме само еден квартал, чисто за да може да споредите. Земете го со кварталот од претходната 2014 година, ќе видите дека увоз на брашно имаме за 1200 тони повеќе, додека пшеница имаме практично 2 пати помалку увезена. А ако ги разгледаме податоците за 4 месеци, во меѓувреме ги имаме обработени податоците од статистика од април, имаме увезено, само секунда, значи за 4 месеци 2015 година имаме увезено брашно 12.000 тони, што во однос на истиот период 4 месеци 2014 година е за 2500 тони повеќе. Тогаш имавме увезено само 9500. Додека од друга страна пшеница во истиот период имаме увезено оваа година 17.300 тони, наспроти 35.000 тони во истиот период од 2014 година. Че гледате, пшеница драстично се намалува увозот, но затоа континуирано расте увозот на брашно. И по квартали, и по години. Кога би се конвертирало увезеното брашно во пшеница, се гледа дека годишно во просек мелниците во Македонија мелат помалку од 50.000 тони, што е во принцип некаде околу 50% од вкупниот род и она што се откупува меркантилна пшеница во државата. Што се предлог мерките кои групацијата на своите состаноци ги
на еден начин изфилтрира, произлега од групацијата и кои ги доставивме до ресорното министерство и до Агенцијата за храна. Пред се, состојбата во мелничко-пекарската индустрија станува се поалармантна и сметам дека владата мора да преземе обврски со цел да заштити оваа индустрија, а на еден начин индиректно ќе ги заштити и домашните производители на житарици. Во целост да се спроведува контролата на пуштање во промет на брашното од увоз преку контролните маркици, значи да се спроведува во цело законот за контролни маркици, односно да има забрана за пуштање во промет на увезено брашно ако контролната маркичка е постара од 30 дена. Второ е да се спроведува донесениот правилник за квалитет на брашно при увоз, односно да не се пушта увезено брашно во промет се додека Агенцијата за храна не даде дозвола за добивање на анализите за квалитет од акредитирана лабораторија. Тоа е согласно Законот за квалитет на земјоделски производи од 1.1.2015 година и представува обврска пред се за брашното и пшеницата кои се увезуваат. И третиот предлог со кој сметаме дека на еден начин ќе го не толку заштитиме домашно производство, колку ќе го направиме поконкурентно, е да се изнајде начин владата да ги субвенционира дополнително земјоделците или производителите на пшеница по предаден килограм пшеница кај лиценциран откупувач, преку лиценцираниот откупувач по класи на квалитет. Со тоа нашата пшеница би имала конкурентна цена во окружувањето, исто така и мелниците би имале конкурентно брашно. Би се стопирал, односно би се намалил увозот на брашно и би се зголемил извозот. Ова е накратко за состојбите во изминатите 4 години ги земавме како пресек во мелничко-пекарската индустрија, како што видите, како што можете да видите, се повеќе се зголемува увозот на брашно, гледано и по години, и по квартали, и по периоди, додека откупот на пшеница на некое ниво. Мерките кои ги предложивме до сега не даде некој поголем резултат, меѓутоа во соработка со овие институции сметаме и со дополнителните предлози дека на еден начин ќе го заштитиме домашното производство и ќе го направиме уште поконкурентно. Но, она што беше спомнато тука, едно од обврските за увоз, значи на брашно и на пшеница е и документ за испитување од акредитирана лабораторија, тема што е практично на денешниот престой е представувањето на нашата единствена акредитирана лабораторија во собственост на Кадино Industry Group. Јас сум Томе Ѓуревски, заменик извршен директор во Кадино Industry Group. Како што ви кажа и Васко, ќе направиме една кратка презентација за представување на првата акредитирана лабораторија во Република Македонија за испитување на квалитетот на брашното. Значи, Кадино Industry Group е првата акредитирана лабораторија за испитување на квалитетот на брашното од Бирото за акредитација во Република Македонија според меѓународниот стандард ISO 17025 од 2006 година. Целта на постоење на ваква лабораторија е одржувањето и подигнувањето на квалитетот на брашното, како и на сите други пекарски производи добиени од пченично брашно. Испитувањето се врши преку показатели на фаринографот, екстензографот и амилографот, каде што се испитуваат органолептичките и физичко-хемиските својства на едно брашно. Уредувањето на квалитетот на испитувањето на квалитетот на брашното беше направено во 2013 година во Законот за квалитет на земјоделски производи и беше дадено еден рок од 2 години, каде што од 1.1.2015 година сите лаборатории за испитување на квалитетот на брашното треба да бидат акредитирани или делумно тие што нормално сакаат да се акредитираат. За исполнување на стандардите за квалитет и за очекувањата на потрошувачите може да се постигне во процесот на производството, може да се постигне само преку постојани контроли. Значи само на тој начин може да се постигне стандарден квалитет.
со сето со акредитирањето на лабораториите за квалитет на брашно, за испитување на квалитетот на брашното, имаме рано алармирање на проблемите на проблемите, каде што се избегнуваат непотребни трошоци и загуби во производството, а со тоа се овозможува и изголемување на квалитетот на левот. И последниот слайд е сертификатот од акредитација. Ви благодариме. Значи, анализите може да покажат дали е брашното квалитетно или не е квалитетно. Со тоа знаеме понатака што можеме да правиме со тоа брашно, што било кое брашно не е за секаква употреба во пекарската индустрија. И пекарската индустрија, кога не го знае тој податок, има големи трошоци во самото производство, растур, кало и така натака. Тоа ќе си го покриваат самата мелничката пекарска индустрија, ќе си го покрива. Чинењето на анализата се уште немаме направено ценовник, но кога би се направил ценовник, секако дека тоа би било една цена со тоа што нема да биде секако поголема од трошокот што би настанал доколку пекарската индустрија го направи во загуби во производството. Така да тоа секако ќе биде многу поисплатлива варијанта. По поплавите имаше на еден начин како некакви предвидувања, а и вака во разговорите со компаниите, дека можеби загубите ќе да дури до 30%, меѓутоа откако се согледава реално состојбите, нели веднаш потоа имавме уште една седби така натаму, се оперира со некоја бројка помеѓу 10 и 20%. Значи не се очекува, барем повторно велам, согласно податоците и од компаниите и разговорите во нивните асоциации со луѓето кои што се на еден начин директно на теренот запознаени, мислам дека нема да има повеќе од 20%. Знаеме, најпогоден беше Пелагонискиот регион. Државата вети дека ќе ги обештети 100%. Сметаме дека тука некаде до 20% најмногу ќе биде, не би требало повеќе. 10 до 20% сметаме дека нема многу да влие, барем во делот на откупот, затоа што ние знаеме колкави се потребите, 50% од пшеницата ние користиме домашна за производство на брашно, другото доаѓа од увоз. Тоа делумно ќе се компензира со зголемен увоз, значи минимално зголемување на увозот на пшеницата од соседството. Можеби и во делот на откупот, она што ќе биде откупено, ќе биде доволно, затоа што знаеме, нели, од она што се произведува пшеница вкупно, половината иде за откуп, половината останува за потребите на производителите. Сметаме дека тука нема да има некое сериозно нарушување, евентуално ќе се компензира со увоз. Не би требало да има потврдување, но прашање што тоа значи, дали ќе имаме квалитет како лани, преклани, затоа што квалитетот е веќе неколку години наназад, нели, сериозно прашање за кое се дискутира. За жал, квалитетот на домашната пшеница е понизок во однос на квалитетот на пшеницата која доаѓа од увоз, па затоа се нашите мелничари принудени, нели, делумно квалитетот се надополнува со мелена увозна пшеница, за да се добие она што треба да биде крајен производ и да ги запазува параметрите пропишани кај брашното. Жетва уште не е почната, така да и за пшеница цена не можеме да разговараме. Тоа е работа на царина, на ресорни министерства. Ние не сме запознаени, ние имаме во комората канцеларија, регионална канцеларија на Косово. Значи имаме договор за соработка помеѓу двете комори и да ги решаваме што поуспешно прашањата, односно проблемите кои се јавуваат и на едната и на другата страна. И можам да кажам дека повеќе од успешно соработуваме. Од албанска страна немаме нити било каква информација, нити наши увозници се пожалиле дека имаат проблем. Спротивно се случува тоа. Се случува да информираат комората, да побараат помош од комората, меѓутоа за ова не знаеме. Иначе кога е Косово во прашање, канцелариите функционираат безпрекорно. Барањата неодамна беа поднесени, практично тоа се само дополнување на она што претходно беше доставено како барање и
не е еден начин да ги докристализираме претходните барања, значи маркичките беа предложени од страна на групацијата, сметаме дека они може да дадат резултат, но само ако се почитува регулативата во делот на маркичките. Значи 30 дена требаат маркичките при увозот на брашно да се контролираат дали маркичките го запазуваат временскиот рок за кој се издадени, доколку има пречекорување не би требало да се пушти брашното. Исто така и претходните две барања неодамна ги доставивме во Министерството. Мислам дека нема да има проблеми. Наскоро ќе одржиме состанок и со Министерството, веројатно, може би агенцијата ќе биде повикана. Законот важи од 1.1, што значи при увоз и на брашно и на пченица мора да имате сертификат за испитана во акредитирана лабораторија, така да ако се почитува до крај овие барања што се на групацијата, сметаме дека ќе има и добри резултати. Видите, значи, правилникот постои и за брашно и за пченица. Тој важи и за она што е од увоз и за она што е на домашен пазар. Во меѓувреме се допрецизирава одредени параметри, затоа што во еден дел не постоева параметри, иако тоа не спречува лабораторијата да издаде сертификат. Значи, она ќе издаде сертификат каде што ви каже имате толку и толку сува материја, протеин, пепел и така натаму, вие знаете каков квалитет има. Се поднесени барања и за определување на минимални и максимални вредности, што значи дека сега секој оно што ќе увезува брашно и пченица ќе биде принуден. Прво да однесе примерок во лабораторијата, ќе добие документ, врз основа на тоа понатамошните корисници веќе ќе знаат со каков тип на брашно и пченици се надеваме дека тоа ќе ја зголеми конкурентност. И во исто време и квалитетот на овие производи на брашно. Увозот на пченица од минатата година, тоа беше барање пак од групацијата, да не биде само 6 месеци, него биде цела година. Министерството го донесе, да, тоа си трае. Сега е цела година отворен увозот на пченица. Делот на квалитетот не се испитуваше никаде. Во делот на квалитетот. А во делот на безбедност? Во делот на безбедност се испитува во Републички завод за здравство. Скопје, Куманово, Тетово имаше повеќе лаборатории во делот на безбедност. И поентата е цените да бидат повеќе од конкурентни, да бидат нормални, за да јасно, за да може да тече. Не е поентата да имате високи цени, него да имате нормални цени, но законот да се почитува и секој увоз или на домашно ниво производителите да си го имат овој документи да бидат покриени. Тоа е законска обврска. Ако немате други прашања, благодараме на учеството. Поентата е цените да бидат повеќе од конкурентни, да бидат нормални, за да јасно, за да може да тече. Не е поентата да имате високи цени, него да имате нормални цени, но законот да се почитува и секој увоз или на домашно ниво производителите да си го имат овој документи да бидат покриени. Тоа е законска обврска.